мислам дека до мене не е доставено. Доколку е доставено, секако ќе биде одржано со одредена сума на финансски средства. Ако не за ова, за наредната секако ќе биде, мислам тука сме согласни сите за поврска со предлогот на другите две точки кои што ги предлагат. Значи, ние имаме деловник за работа како совет, по кој треба да се придржуваме. Значи, легитимно на секој советник да поднесе барање, односно иницијатива за дополнување на дневен ред или предлог одлука до совет. Значи, вие сте советник веќе 3,5 години како сите нас, значи деловникот за работа кажува. Иницијативата се поднесува до председателот на совет за предлог одлука за донесување во писмена форма. Иницијативата му се доставува на председателот на совета кој ја упатува до градоначалникот заради давање на мислење. Значи вие конкретно денес барате да се дополни дневен ред без конкретна предлог одлука која што треба да содржи законски основ, финансирање и образложение. Значи не е спорно да се определи било каква помош. Сите сме свесни дека е финансиска криза како последица на COVID, дека имаме голем број на заболени и на Поделчево и во другите општини. Меѓутоа, јас ќе ве замолам да ја спазвате процедурата според деловникот за работа. Јас како председател на совет добивам предлог за дополнување на дневен ред на самата седница или партиски пресконференции. Значи предлог на дневен ред за дополнување на точка или предлог одлука се доставува со иницијатива во писмена форма, со законски основ, со предлог од каде да се обезбедат средства, која категорија на граѓани да ги опфати и ред други процедури кои што треба да ги содржи предлог одлука. Значи сите сме за да се донесе одлука и да се помогне на семејството. Значи сега конкретно на дневен ред според вас што да става? Која предлог одлука? Образложете ја. Значи, извинете, кажете. Не, значи ето јас ќе ве замолам да образложите прво, согласно член 61 од Деловникот за работа, идноста на предлог одлука кој што ја доставувате, согласно членови од Деловникот за работа 151, одлуката треба да ги содржи, тоа треба да го знаете како советник. Правните основи по кои соодветните прашања може да се уредат, целта што сака да се постигне со предлог одлуката, финансиски средства потребни за спроведување на одлуката и начинот на обезбедување на тие средства. Кој нешто го предвидува и член 62 од Законот за локална самоуправа. Значи вие немате конкретна предлог одлука. Еве ја првата предлог одлука. Предлог одлука за донесување на итна мерка хумана помош за нашите сограѓани во висина од 6000 денара кои во изминатиот период боледувале од COVID-19. Тука ќе се надоврзам. Значи, итноста на носењето на оваа одлука е поврзана со смрт, секојдневна смрт на наши сограѓани. Не е прв пат советот да донел измена на дневниот ред на минута пред почетокот на седницата. Значи, тоа е пракса која сега не можеме и да цениме дали е или не е законска. Сметам дека доколку има добра волја, тоа треба да се направи ден порано. Не сакам тука да добие политичка конотација, меѓутоа ние 3,5 години речиси на секоја трета седница доставуваме предлози за измена на дневниот ред, за дополна, за наши точки. Во тие 3,5 години ниту еднаш не рековте дека еве оваа точка од опозицијата ќе ја ставиме на гласање. Друго нешто, самите рековте дека опозицијата беше конструктивна. Спротивно на еве можеби на идеологијата на мојата партија, ние многу пати сме поддржале се што било во интерес на граѓаните. Секогаш. Значи, тоа го кажавте и јавно и на неколку пресови на Нова година. И вие, и господинот градоначалник. Сега, што е проблем? Тука да се стави овие точки да се стават на дневен ред, да се продискутира по нив. Висината се разбира. Вие имате можете, вие ќе го тврдите. Меѓутоа, хуманоста. Завршам. Значи јас пак процедурално ќе дам збор на градоначалникот да даде информативна процедурално во интерес на времето, имаме дневен ред. Значи немаме против ние да утврдиме точка, да дополниме дневен ред. Значи има деловник за работа. Деловникот за работа кажува. Значи предлог одлуката се доставува до председателот на советот во пишена форма, во предлог одлука, повикување на правен основ, образложение на истата, начин на финансирање. Значи ние сега по вашиот предлог треба да дебатираме за како да предложиме предлог одлука, што не е работа на совет. Значи има си статут по кој, односно деловник за работа по кој совет работи. Значи тој деловник за работа го донел совет.
И ние треба да се придржуваме кон деловникот и процедурата. Значи немаме ние против, вие како советничка група или како советник до мене, како председател на советот да доставите предлог одлука во писмена форма која јас исто така ја доставам до градоначалникот ќе има време да каже дали постои можност и има можност да се донесе таква предлог одлука за да јас на нареден совет или на било која седница на советот ја ставам на дневен ред истата да расправиме и да ја усвоиме. Значи вие барате да се достави, да се даде финансиска помош на лица заболени од ковид. Да. Што значи тоа? На сите лица кои што биле позитивни во статистика или кои што во болнички услови, значи дослушајте ме само, или во болнички услови ако минале болести. Значи одлуката е дискриминаторска. Имаме лица кои што имаат антитела, прележале ковид и нема во нивна статистика. Имаме уште пандемија за која ние не може да знаеме дали ќе завалат уште 100, 200, 300, 500 лица за да се проектират финансиски средства. Значи, што е пожелно, ние имаме правилник за доделување на кратна парична помош кој што самите сме го донели. Значи, ако ние веќе и вие предложите измена на правилникот за доделување на кратна парична помош да опфати категоријата на лица кои што се заболени од ковид и имаат потреба. Значи, како совет и како општина, општината нема надлежност да дели финансиски средства без барање на граѓани. Не е тоа надлежност на општина. Значи, секој граѓанин има право да побара со барање било каква помош и за било што согласно правилникот и согласно барање до совет, за кој што ние расправаме и одлучуваме. Значи, јас немам намера да се политички препекувам, ниту вашето право да го скратувам. Меѓутоа имаме деловник за работа, по кој што треба да се придржуваме и мислам дека 3,5 години сме советници и сме го прочитале деловникот за работа. Значи, јас не викам дека предлогот не е конструктивен, пошто доаѓа од ВМРО или не треба да биде прифатен. Значи, имаме утврден дневен ред и на самата седница предлагате точка на дневен ред предлог одлука за која што немате писмена иницијатива до председател на совет по која треба да се изјасни градоначалник. Значи, јас од формален карактер и од процедурален карактер и на тоа го кажувам. Мислам дека треба да се придржуваме на деловникот. Точка на дневен ред не се предлага на партиска пресконференција на ден на седница. Мислам дека сум коректен и образложението треба да го прифатите. И ето ќе дам збори на градоначалникот и на Кире процедурално. Значи никој не е против предлогот, да се разбереме. Ние сме сите гласани од граѓаните на општина, да ќе носиме одлуки во интерес на граѓаните, како советници. Повели градоначалник. Процедурално Кире процедурално како градоначалник. Hvala председателе. Значи, чисто само да се надоврзам на координатор на советничка група на ДПМН, значи предлогот што го дава тоа чисто популистички за прибирање на ситно колички поени на матата на граѓаните и кој што спомнавте вие од деловникот на советот по член 61, значи треба да советникот е должен да ја образложи витноста на тој предлог. Како председател на комисијата за финансирање и буџет, во која членува и самиот советник, го прашувам зошто тогаш, бидејќи и тогаш беше COVID-19, не ги постави овие прашања, односно за да се обезбеди финансиска конструкција, бидејќи овде станува збор, значи за финансиски средства кои што треба да бидат обезбедени. Значи мора да биде доставена иницијатива, како што рече председателот, на писмено до председателот, па потоа да се достави до комисијата за финансирање и буџет, за да видиме од кај да ги обезбедиме тие средства. Не можеме ние сега да донесеме одлука на советот, ајде да по 6.000 денари да се доделуваат на семејствата што заболени со COVID-19, а немаме финансиска рамка. Кај да ги обезбедиме тие средства? Исто така и за лицата со посебни потреби. Државата на тие им дава поставена парична поддршка, што се на 26 години, односно пензија, а за другите испод 26 години, значи општината обезбедува лица кои што се ангажирани за да им помагат по секојдневните активности. Така да, како што рече председателот, треба да се достави иницијативата до председателот да остави до градоначалникот, па да се достави до комисијата за финансирање и буџет, па да видиме од кои ставки да ги определиме средствата кои што треба да ги даваме како помош. Благодарам. Јас се надоврзам само, значи ние треба да размислуваме во насока за измена на правилникот за доделување на еднократна парична помош. Значи во буџетот на општина Делчев се предвидени 500.000 денари за доделување на еднократна парична помош. Може да се измени член 3 да речеме во правилникот за утврдување критериите за доделување на еднократна парична помош по барање на граѓаните кои што се потрошиле или не се финансиски мокни за пребродување на
болеста COVID-19, да си поднесат барање и верувам дека општината секогаш ќе одговори позитивно на тоа барање или како совет до нас да поднесе барање, никој до сега не одбие на советот да добие парична помош. И мислам дека е коректно да ја спазиме процедурата. Предлозите са во ред, ние сме сите советници избрани од граѓаните на општина Делчево и треба да гледаме во интерес на граѓаните. Значи политиката треба да ја оставиме во такви сензитивни периоди на економска криза, периоди на пандемија. Значи во ред, поднесете иницијатива до мене како председател на советот со конкретна предлог одлука. Кои категории да ги опфати одлуката, колку да биде финансиската помош, кои потребни документи треба лицето да ги достави до општината. Отпусна листа од ковид центар, извештај дека бил позитивен, социјално ранлива категорија, значи да утврдиме некоја рамка во која може да бараме пренамена во буџетот или сега, пошто се локални избори, мислам дека ребаланс ќе имаме јуни или јули месец за да се направи ребаланс на буџетот и да се предвидат пари. Значи никој не сме против да се даде поддршка на граѓаните во такво тешко време и во време на пандемија. Повели Грабчев. Мило, почитан председател, советници, според член 61 од деловникот, председател кажа дека има право секој советник да постави точка на дневен ред и таа точката се поставува на дневен ред, треба да се образложи битноста на таа точка и зошто